Добар ден! Ова зад мене е Атлантскиот океан. За неколку илјади километри е Америка, а стариот континент е пред мене. Денеска се наоѓаме во Португалија, на најзападниот континентален дел на Европа, за да се соочиме со новата Opel Astra. Овој автомобил ќе донесе нови ветришта од Руселскајм, особено откако почна да работи и се развива под капата на Stellantis. Пред да ви ги пренесеме нашите импресии за новата Astra, ве поканувам да ги видите флеш вестите. Подоцна во емисијата, некаде кон крајот, ќе го видите нашиот тест. Возењето спортски автомобили на граница на можностите е задоволство кое носи огромен ризик по безбедноста. За адреналинот да не биде тој што управува место вештините на возачот, Porsche развива многу интересна технологија. Идејата е патот прво да се помине со пристојна брзина, снимајќи го со мобилен телефон, а потоа снимката се пренесува на симулатор. На тој начин возачот може до перфекција да ги доведе своите реакции и после тоа да се впушти во задоволството на вистинското возење. Апликацијата за ова ја има развиено една млада швајцарска компанија и таа со помош на вештачката интелигенција ја обработува снимката со околината во тридимenzионален приказ. Првите сознанија се ветувачки, посебно што инженерите на Porsche сакаат некако да ги вметнат и податоците од системот за контрола на шасијата на возилото. Сепак, за да се доведе до ниво на практична употреба за секого, треба да поминат години детален развој. Промената на свеста ке купувачите неминовно доведува до барање решенија кои ќе го подобрат имиџот што производителите на возила го имаат како загадувачка индустрија. Бидејќи повеќе не е доволно само да се нудат еколошки настроени возила, тие изнаоѓаат други начини со кои ќе покажат дека се грижат за почистата иднина. Во поглед на тоа, BMW најави дека ќе ја интензивира употребата на челик добиен со поскромни емисии на јаглерод диоксид. Затоа од добавувачите има побарано во испораките да доминира челикот со чие производство како енерген се користени природен газ или водород. Првите договори веќе се подпишани и се очекува ваквиот челик да започне да се користи во 2026 година. Баварците велат дека со ваквите потези ќе успеат да ги достигнат сопствените амбициозно поставени развојни цели за карбон неутралност. Во однос на челикот добиен со користење по еколошки енергенси, планот е тој да се учествува со 40% во вкупното производство, но дури во 2030 година. Евро 7 еколошките норми кои ќе треба да бидат последна станица во транзицијата од возила со мотори со внатрешно согорување кон електрични ќе доцнат. Долго време европските регулатори кршат копја околу овие стандарди кои после низата одложувања требаше да бидат објавени во јули, но тоа веројатно нема да се случи.
Како причина за новото доцнење се наведува дека за прв пат тие се подготвуваат истовремено да ги опфатат автомобилите, доставните возила и камионите, но индустријата нема повеќе трпение и на политичарите им испрати јасна порека дека нема да можат да ги подготват возилата навреме бидејќи не знаат што нивните мотори треба да исполнуваат. Развојот на нови технологии бара многу ресурси и инвестиции, а со одолговлекувањето и неизвестноста изгледа дека производителите сосила се тераат пред време да ги напуштат класичните мотори. Сепак ќе мора добро да ги засукаат ракавите бидејќи ќе им останат само 2,5 години за имплементирање на нормите чии лимити се уште не се дефинирани. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги одсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. На електричната сцена Европа доцна се приклучи. Сите марки со седиште на стариот континент сега се борат да добијат поголем дел од светскиот пазар, но тоа тешко им оди. Тука царуваат кинеските и американските изведби. Скоро сите се соочуваат со забавената испорака на автомобилите, чија листа на чекање се одоговлекува и на 12 месеци. Електрификацијата во Македонија тешко се развива. Најголемиот предизвик е цената на моделите која нема никакви државни субвенции и инфраструктурата за полнење. Сте си поставиле ли некогаш прашање што би се случило кога сите околу 400.000 автомобили во Македонија би биле електрични? Со таква математика се поигравме и дојдовме до интересни сознанија. Сте се запрашале ли што би било кога сите автомобили во Македонија би биле електрични? До одговор се доаѓа со малку математика и претпоставка дека просечен возач поминува по 1000 километри месечно. Ако неговиот автомобил потроши, например, по 15 киловатчаса струја на 100 километри, што е ниска вредност, годишно ќе му бидат потребни 1800 киловатчаса. Во таков случај, за сите 400.000 автомобили во Македонија ќе мора да се обезбедат вкупно 720 гигаватчаса електрична енергија.
Според статистичките податоци, целата држава годишно троши по околу 6.500 гигават-часа струја, што значи дека ако сите автомобили кај нас се електрични, ќе треба да си обезбедиме барем уште за 11% повеќе струја. Тоа, колку за илустрација е повеќе од половината од целата струја што ја произведуваат сите хидроцентрали во Македонија, мали и големи. Кризата со чиповите и општо нарушените синџери на снабдување ги натераа производителите да воведат приоритети во испораките на одредени модели. Често за ублажување на проблемот, новопроизведените возила се симнуваат од монтажните ленти без одредени компоненти, за потоа, кога тие ќе се набават, да бидат комплетирани и испорачани. За купувачите тоа значи дека изборот на автомобил што го сакаат се комплицира, или ќе земат нешто што во момент е на располагање, или пак ако имаат посебни желби ќе чекаат на него. А тоа некогаш знае да биде и неразумно долго. Најчест период во кој во моментов се споменува е 6 месеци. Поискусните дилери можат со голема точност да предвидат што купувачите ќе бараат и според тоа ги вршат своите нарачки. Затоа ако треба да чекате 2 или 3 месеци на својот автомобил, знајте дека дилерот го има нарачано пред вие да посакате да го купите. Но според истражувањата на германците, ваквите случаи не се така чести, посебно не за популарните модели. Например, за Шкода Камик и Карок се чека по 9 месеци, а за Октавија 11. За моделите на Peugeot и Citroen роковите се движат меѓу 6 и 12 месеци, а толку е и за поголем дел од гамата на Volkswagen. Оние на кои им се допаѓа Seat Ibiza ќе треба да се наоружаат со трпение од повеќе од една година, додека на Audi A3 и Q4 и Tron се чека нешто помалку. Не се поштедени ниту купувачите на поскапите возила. Така, например, редот за Porsche 911 е околу една година, а за S-класата на Mercedes и спортскиот AMG GT со 4 врати и повеќе од тоа. Најмногу сепак се чека за G-класата, цели 2,5 години, заради што во моментов се сопрени нарачките за неа. Како стојат работите, проблемот со долгите рокови на испорака на возилата ќе ги имаме целата оваа година, најмалку до почетокот на идната. Затоа со планирање на купување нов автомобил треба да се започне што порано. Како што налага автомобилската мода, дури и компаниите што се познати по перформансни деривати ги позајмуваат значките на електричните изведби. Таков е примерот со AMG. Последниот забиберен модел е електричната лимузина Mercedes EQE, која во својата најсилна верзија напнува до 505 киловати. Толку не може ни во сон да постигне Шкода Фабија Монте Карло, која не се фали со моќни мотори, туку со својата накитеност ја заменува спортската верзија RS. За својата европска премиера пак, Jeep Grand Cherokee дизелите ги замени со плагин хибриди, способни 4,9 метри долгата каросерија да ја повлечат 50 км на струја. Новата генерација на Jeep Grand Cherokee е подготвена за настап на европскиот пазар, каде ќе се нуди само во една единствена изведба, со кратко меѓуоскено растојание и плагин хибриден мотор. Оваа одлука на американците е сосема разбирлива, бидејќи повеќе ниту на домашниот пазар тој не се нуди со дизел мотор. Така, теренецот долг 4,9 метри со 5 седишта ќе располага со 2-литарски бензинец со 274 конски сили со директно впрскување на горивото и двонасочен турбокомпресор.
Електрификацијата е изведена со стартер генератор, задвижана со каиш и електромотор, а целиот погонски систем располага со 380 конски сили. Батериите со капацитет од 17 киловат-часа работат на 400 волти и овозможуваат поминување 51 километар во бешумен електричен режим. Преносот на сите 4 тркала преку 8 степен автоматски менувач, редуктор и блокирачки заден диференцијал. Теренските способности ги подобруваат воздушното ослонување и 5 режими на возење, меѓу кои 3 наменети за подлогата која не е асфалтна. Опременоста е раскошна дури и за европските сваќања, а таква ќе биде и цената која не е обелоденета. Продажбата ќе стартува во април. Откако стана јасно дека Шкода нема да ја понуди ниту новата Фабија во РС издание, спортското освежување на незината гама пристигна со Монте Карло изведбата. Лесно е препознатлива по црните детали како што се предниот спойлер, маската, ретровизорите, праговите и долниот дел на задниот браник, а опционално и предните и централните столбови и покривот. Може би изгледа малку, но тоа беше сосема доволно. Фабија со дискретен спортски стил вкусно да се разубави. Визуелниот пакет е заокружен со изборот на тркала со димензии меѓу 16 и 18 инчи, а со механички корекции се зафатени само ослонувањето кое е спуштено за 15 мм и резервоарот за гориво зголемен на 50 литри. Во внатрешноста преовладува црната боја со црвени елементи, а седиштата се спортски со интегрирани наслони за глава. Во стандардната опрема спаѓа амбиенталното LED осветлување, 9 воздушни перници и мултимедијален систем со дисплеј од 9,2 инчи со интегрирана SIM картичка. Една од најинтересните опции е виртуелниот кокпит со дигитална инструмент табла, а сигурни сме дека некого ќе го интересира и сабвуферот сместен во багажникот. Моторната понуда, освен најслабиот агрегат, е опремена од стандардната Фабија, што значи дека на купувачите ќе им биде на располагање со моќност меѓу 80 и 150 конски сили. Мало разочарување е 5-степениот мануелен менувач за послабите верзии, додека топ изведбата стандардно доаѓа со 7 степена DSG трансмисија со двојна спојка. Со неа Фабија Монте Карло ќе забрза до 100 км/ч за 8 секунди и ќе стигне до сосема солидни 225 км/ч. Продажбата ќе започне во наредните месеци, а цените не се познати. После престижниот EQS, германскиот бренд ја продолжи електрификацијата на AMG со помалиот EQE. Електричниот пандан на Е-класата представен есенва на салонот на автомобилите во Минхен доби две потентни изведби и двете со погон на сите 4 тркала. Според вообичаената AMG номенклатура се означени со бројките 43 и 53, при што првата значи дека има 476, а втората 626 конски сили. Ако пак некому ова му е малку на располагање Dynamic Plus пакетот со кој електричната коњица на AMG EQE 53 нараснува на 687 грла.
Кога ќе тргнат во галоп, тие ќе го дотераат до првите 100 км на час за 3,3 секунди и нема да запрат се до максималните 240. За задоволството при тоа да биде комплетно се грижи специјалниот аудио систем кој генерира два типа на звук со кои се комплетира чувството во возењето. Батериите со капацитет од 90,6 киловат-часа се доволни за околу 500 км автономија, после што од полнач од 170 киловати за 15 минути ќе извлечат доволно струја за поминување 180 км. Како што доликува, се друго на Mercedes AMG EQE е филигрански обработено. Ослонувањето може да биде адаптибилно воздушно, а на тркалата се поставени специјални Michelin Pilot Sport EVA пневматици наменети за перформансни електрични возила. Заради подобри маневарски способности, овозможено е управувањето и на задните тркала. Внатрешноста е хипермодерна, а надворешниот дизајн скоро по ништо не се разликува од стандардните изведби. Кога ќе пристигне во продажните салони и по која цена останува мистерија. Добре дојдовте назад во Португалија. Opel Astra на фотографии изгледа атрактивно, но во живо соборува од нозете. Иако е поставена на истата платформа како и Peugeot 308, таа има свој идентитет и своја персоналност. Погледнете го само дизајнот. Визор се наоѓа секаде, и на предниот и на задниот дел од автомобилот. Зад беџот на Opel се кријат камери и многу асистенти кои олеснуваат работата на возачот. Лансирањето е со плагин хибрид кој има 1,6 литрен мотор со сила од 180 и 225 конски сили, но поинтересен за македонскиот пазар ќе биде изведбата со термички мотори. Нив ги има бензинци и дизели. Бензинците имаат 1,2 литрен мотор, веќе познат со 3 цилиндри од 110 и 130 конски сили, додека дизелот има 1,5 литри и исто така 130 конски сили. Можеби оваа спецификација ви е позната. И исти се моторите и менувачите како кај француското братче Peugeot. Руселскајмскиот гром во последните 3 години работеше напорно и јако за да ја обнови својата гама. Таков случај е со Astra, која денеска ја возиме во својата 8 едиција. Opel ја задржа својата автономија, покажувајќи дека со новиот изглед знае да направи возбудлив и атрактивен дизајн. Целата рута како да е створена за Astra. Во изминатите 100 километри возење почувствував дека, иако е поставена на истата основа со 308-ка, Astra има свој карактер. Тој карактер се покажува со бројни дотерувања, микродотерувања кои ја прават различна од 308-ката. Astra има германска култура. Тоа се гледа во самото управување. Директно, прецизно и без компромиси се однесува целата предница, додека подпирањето е направено убаво да балансира со сите термички мотори. Се наоѓам зад управувачот на 1,5 литрениот турбо дизел. Перформансите се сосема добри. Моторот, иако нисколитражен, има 130 конски сили, кои преку работата на 8-степениот автоматски менувач лесно се распределуваат во секој пренос. Првенствена улога на Астрата дизел не е само да биде економична. Таа е направена да
покаже еден нов смер за дизелите. Дизел верзијата на Astra позитивно изненадува не само со агилноста, туку и со извонредната управливост и одличната звучна изолација. Со просечна потрошувачка неверојатни 4,3 литри, ја поминав мојата прва рута од 120 км со дизелот. Лежерното чувство во внатрешноста и богатата опременост, како и новиот кокпит кој е поставен испред возачот и на централната конзола се вика Pure Panel, а на него имате извонредна графика. Веројатно дека групацијата Stellantis го надмина проблемот со чиповите. Најавуваат дека ќе се задоволат сите потреби на сите пазари. За ергономијата не сакам многу да зборувам, бидејќи таа е стокмена да ве гушне и чувствувате како да сте во заштита на целиот автомобил. Како што реков, дизел изведбата ме изненади позитивно, но во понудата на Astra има и бензински мотори. За рационалните и со помали спортски амбиции возачи предвидена е верзијата со 1,2 литрен турбобензински мотор. Во овој момент се наоѓам зад управувачот на верзијата со 130 коњи, која има две можни изведби на менувачи, 6 степен мануелен и 8 степен автоматски. Поради пониската цена се одлучив да ја пробам верзијата со мануелен менувач и не зажалив. Возењето со автоматскиот и мануелниот менувач не се разликува многу што се однесува до еластичноста. Ако сакате динамично да возите, тогаш ќе треба малку поинтензивно да работите со преносите рачно. Но ви овозможува и сосема лежерно возење, бидејќи во 6-тиот степен можете комотно да возите 50 км на час и полека да забрзувате. Заедничка карактеристика на Astra и со дизел и со бензински мотор е нагласената тишина во кабината. Манирите со кои се однесува каросеријата и со послабиот мотор во свиоци не можам да ја критикувам. Се чувствува една општа робусност на целото возило, без оглед дали го возите во дизел или бензинска изведба. Од самото представување на Astra најавена е електрична верзија како и плагин хибрид. Него допрва ќе го возиме, додека за електричната верзија ќе треба да се стрпиме до следната година. На мојот пат кон аеродромот повторно се наоѓам зад управувачот на хибридната изведба на Astra. Таа е скроена да биде не само потентна, туку и економична и еколошка. Незиниот 4-цилиндричен турбобензински мотор впарен со електромотор во синергија произведуваат 180 коњски сили, кои се доволни и за спортско лудирање, но и за економично и еколошко возење. На батерија Opel Astra може да помине до 60 км со нула емисии на CO2. Токму за овие пригоди и е направена оваа верзија. Во услови на градски метеж и гужва на автопат до израз доаѓаат безбедносните асистенти, а нив ги има во Astra на претек. Хибридната верзија ја заокружува понудата на Opel Astra, барем до следната година кога ќе дојде на сцена потполно електричната изведба.
86 години и 12 генерације скоротна Астра. Овај модел ќе продолжи да живее бидејќи ги следи сите модерни трендови од екологија, конективни технологии, па се до извонредни возни својства. Астра беше најавена за македонскиот пазар за април, но за жал таа ќе пристигне некаде во средината на летото. Би требало околу јули, кога ќе ги знаеме и цените. Но претпоставувам поради поставеноста во групацијата Stellantis дека Opel ќе биде нешто поевтин од Peugeot. Кој сака може и да тури кладба. Се гледаме во следната емисија. Ви посакувам се најубаво. До гледање.